Цивил медија. Добар ден и добре дојдовте во третиот поред прес на Цивил, во прес-центарот на Цивил во Старата Чаршија, во клубот Менада. Ние во текот на овој ден до сега, поточно до 17 часот и 15 минути, 160 наблюдувачи на Цивил испратиле 115 извештаи за регистрирани нерегуларности на повеќе од 130 избирачки места. Кога велиме извештај за нерегуларности, предпоставуваме дека има една или најмалку една нерегуларност нотирана во секој од извештаите кои дојдоа во инбоксот на Цивил Центар за слобода. Од досега обработените извештаи, најголем дел од нерегуларностите, или 63,5%, отпаѓаат на проблеми поврзани со изборната администрација. Поточно, забележуваме дека избирачките одбори, повторно како и во првиот круг, така и во вториот, покажуваат недоволна подготвеност, недоволно познавање на материјата со која раководат и дел од нив исто така покажуваат сериозно ниво на неодговорност, односно одработување за партии, а не за изборниот процес. На второ место по зачестеноста на изборните нерегуларности се предизвикани од политички партии. Политичките партии учествуваат со 12% во извештаите за нерегуларности од теренот, а веднаш по нив следат нерегуларностите предизвикани од гласачите. Што се однесува до политичките партии, многу голем број пријави имаме и од граѓанките и граѓаните и од наблюдувачите за кршењето на изборниот молк. Тоа стана посебна тема, особено во вториот круг гледаме дека политичките партии и одредени политички иницијативи се однесуваат како да не постои забрана за агитација и пропаганда во текот на изборниот молк и се однесуваат како да се среде кампања. Претежно таа кампања ја гледаме како материјал кој се пласира како на интернет, на дел од интернет порталите, така и на социјалните мрежи, можеби многу поагресивно на социјалните мрежи. Гледаме исто така дека тој материјал кој се споделува во јавноста многу често е придружен со говор на омраза, но исто така и со лажни вести. Според видот на прекршувањето на изборните процедури, најчести се нерегуларностите во работата на органите на ДИК, како што споменавме поточно избирачките одбори, меѓутоа и општинските изборни комисии. Проблемите со избирачкиот список се исто така присутни од почетокот на денот, па се до моментот на заклучување на овој материјал. Забележуваме уште еднаш дека избирачкиот список ги покажува сите своји нерегуларности, сите своји недостатоци и недоследности, онака како што предупредувавме со месеци наназад и онака како што не убедува институциите. Што се однесува до избирачкиот список, само да споменам еден случај од претходната пресконференција, а тоа е дека брачен пар кои гласале на првиот изборен круг не можеле денеска утринава да си го остварат своето гласачко право, затоа што мистериозно исчезнале од избирачкиот список. Веднаш, значи, на крајот се наоѓаат и нерегуларностите предизвикани со незаконито однесување на партиските структури, односно на одредени политички структури, политички иницијативи, формални и неформални. Рековме дека тие се застапени со 10%. Исто така можеме да забележиме еден случај на гласач кој влегол на избирачко место мислејќи дека е кладилница, па побарал да му дадат повеќе ливчиња и тоа добитни и се разбира дека бил одбиен од избирачкиот одбор кои му кажале, предпоставуваме дека се работи за избирачко место, а не за кладилница. Но за тоа малку подоцна
би се вратил на партиските структури. Во врска со таа категорија нерегуларности можеме да истакнеме дека на едно избирачко место во една скопска општина висок партиски функционер на одредена партија извршил притисок врз наблюдувач на цивил. Повеќе за ова ќе соопштиме по 19 часот, а не кажуваме повеќе податоци за овој настан, за да го заштитиме, да ја заштитиме и безбедноста на нашиот наблюдувач, се разбира. На избирачкото место 2281 во Основното училиште Гоце Делчев во Штип, според сведоштво на граѓани, дадено на наблюдувач на цивил, се потврдува дека активист на една партија, овој пат со автомобил со друга регистрација, за разлика од претходно, кога бил регистриран, нотиран, повторно довезува гласачи од населбата Балканска и ги чека за транспорт назад. Се сеќавате на претходниот прес, исто така зборувавме за слична ситуација која е поврзана со истото лице. Наблюдувачката со дозвола на цивил го пријавила случајот на полицајецот пред објектот каде се наоѓа избирачкото место. Според избирачкиот одбор, лицето било наблюдувач, партиски, но тоа по кратко време си заминало и не се вратило, според зборовите на тие лица. Меѓутоа, по пријавата до полицајецот во близина на училиштето повторно се појавува координаторот на локалниот огранок на таа партија, која во случајов се занимава со организиран превоз на гласачи, а при тоа има индиции дека се крши и изборниот молк и дека се вршат одредени притисоци, изборни притисоци врз гласачите. На избирачкото место 2316 во Основното училиште Страшо Пинџур во Карбинци, член на политичка партија чиј идентитет е утврден, познат на цивил, агитира и со возило носи гласачи. На истото избирачко место друг член на истата партија, кој бил прва смена на гласачкото место, останал на местото и агитира за еден од двајцата кандидати за председател. Полицијата, иако била присутна, не реагирала на овој настан. Во Тетово од штаб на една политичка партија се испраќаат СМС пораки во кои индиректно се бара да се гласа за одреден кандидат. На избирачкото место 1251 во наплатниот центар на водовод во Охрид, член на избирачки одбор води паралелни белешки, односно собира податоци за излезеност на партиските членови, односно евидентира гласачи. На избирачкото место 93 и 93,1 во местната заедница Димитар Влахов во Битола, со автомобил чија регистрација забележал и наблюдувачот на цивил, се превезуваат граѓани во случајов од населбата Баир на гласање. Градоначалник на една скопска општина го крши изборниот молк со пост на Фејсбук. Ова е само еден од десетиците примери кои се нотирани од тимот на цивил и од наблюдувачите на цивил, меѓутоа и од пријавите на граѓанки и граѓани кои едноставно не престануваат со испраќање на материјали во кои се гледа дека активисти, дури и функционери, па и вработени во администрацијата или на локално ниво или на државно ниво, едноставно продолжуваат со агитацијата на социјалните мрежи, користејќи ги дупките во законот и користејќи ги, односно злоупотребувајќи ги своите приватни Facebook профили. Можеби не е казниво, но секако не е легитимно, секако не е според демократските стандарди. На избирачкото место 2317 во Основното училиште Страшо Пинџур во општина Карбинци, на 30 метри од гласачкото место се поставени плакати на еден од председателските кандидати во текот на изминатата ноќ или рано наутро. На избирачкото место 1266 во приватен објект во Охрид, партиски наблюдувач ги обележува гласачите со спреј,
затоа што само двајца членови од избирачкиот одбор се присутни на избирачкото место. Стандардот е 5 членови на избирачкиот одбор. На избирачкото место 1114 во задружниот дом во селото Матејче, општина Липково, недостасува пултот за гласање за лица со попреченост. На избирачкото место 1120 во основното училиште во селото Отлја во општина Липково, повторно, член на избирачкиот одбор нема бедж за идентификација. Како што знаете, Цивил прогласува, секогаш прогласува нулта толеранција за секоја изборна нерегуларност, така што и недостаток на бедж на еден член на избирачки одбор, според нас е нерегуларност и непочитување на процедурите, а секако дека може да води и кон други нерегуларности, доколку не знаеме за кого се работи, кој е присутен во избирачкото место. На избирачкото место 1121 во селото Ропалце, општина Липково, нема пулт за гласање за лица со посебни потреби. Ова станува речиси редовна појава, или нема пулт, или ако има пулт, самото избирачко место е недостапно и веќе можеме да констатираме дека изборната администрација недоволно сериозно ја сватила својата обврска и ветувањето дека ќе обезбеди максимални услови за гласање на лицата со посебни потреби. Ние имаме и едно видео кое можеме да го погледнеме за кратко, мојот колега Филип, да видите едно избирачко место колку е доста пристапно. Како што можете да видите, граѓанскиот новинар се качува на спрат во објектот, во основното училиште Коле Неделковски во општина Центар, училиште кое и во своето приземје има доволно простории и училници каде што може да се организира избирачко место. Но по некоја логика во многу случаи изборната администрација одлучува да го качи избирачкото место на спрат, на првиот или на вториот спрат од објектот каде што имате избирачко место. Да се вратиме на нашата приказна од самиот почеток за кладилницата и за гласачот. Се работи за избирачкото место 1042 во основното училиште на Инфрашери, каде што еден граѓанин го прашал избирачкиот одбор дали може да почне да пополнува ливчиња и да ги става во кутијата. Откако помислил дека се шегува, избирачкиот одбор само му рекле дека тоа се разбира дека не е возможно, но тој инсистирал на тоа дека е многу сериозен. По реакцијата на избирачкиот одбор, која станала и таа сериозна, тој си заминал. Истовремено, двајца членови на избирачкиот одбор, чиј идентитет е познат на Цивил, како и наблюдувач на една политичка партија, вршеле притисок врз наблюдувачот на Цивил да си замине. И исто така постојат индиции дека таму може да се случи нешто. Јас се надевам дека институциите ги следат овие пресконференции и дека ќе преземат превентивни мерки вакво нешто да не се случи. На избирачкото место 2891 во основното училиште Лирија во Чаир, 4-члено семејство влегло заедно на гласање, по заокружувањето му дале на детето да ги внесе ливчињата во кутијата, а друго дете го снимало
овој настан на семејното гласање со телефон. На избирачкото место 737 во Основното училиште Санде Штериоски во Кичево ниту еден член на избирачкиот одбор не носи бедж, додека на избирачкото место 2706 во Основното училиште Ѓорѓе Апулевски во Аеродром гласач кој веќе го уфрлил ливчето во кутија бил вратен назад за да му стават спреј. На истото гласачко место нема паравани за лица со попреченост. На избирачкото место 2807 во Државното училиште за рехабилитација и образование во општина Центар, граѓанин пријавил дека членовите на избирачкиот одбор недорлично и дрско се однесувале кон него и неговата сопруга, кои пак дошле со мало дете на избирачкото место. Детето било во количка и него попречувало процесот на гласање. Избирачкиот одбор остро реагирал, прашувајќи ги зошто дошле со деца, тврдејќи дека и тие не смеат да бидат тука. Граѓанинот одговорил дека нема каде да го остави детето на чување, а сакал да го исполни, да го искористи своето право на глас. На избирачкото место 945 во Основното училиште Јоаким Крчовски во Крива Паланка, на лице кое што завршило со гласање по грешка му е вратена личната карта од лице кое гласало во моментот. Второто лице кога завршило со гласање забележало дека му враќаат погрешна лична карта, пошто гласањето било во прекин 40,40 минути, додека пак личната карта со помош на дежурен полицаец не била вратена од предходникот. Направен е записник, известена е Општинската изборна комисија, а ние тука подсетуваме дека кога се работи за прекин од повеќе од 15 минути, потребно е да се продолжи за исто толку време гласањето. Значи на ова избирачко место треба да се гласа до 19 часот и 40 минути, доколку е тоа минутажата утврдена и од избирачкиот одбор. На истото избирачко место неписмен гласач дошол со придружба, но човекот кој бил во придружба веќе претходно му помогнал на друго лице и постојано се врткал околу избирачкото место. Откако било поменато од избирачкиот одбор, нервозно се јавил некому на телефон и прашал колку пати може да помогне. И ние ќе му одговориме, според законот, само на 2 лица. Додека му помагал на неписмениот гласач, не му ги прочитал кандидатите, туку со прст му покажал каде да заокружи. Тоа не може. На избирачкото место 2063 во Основното училиште Дервиш Цара во Долно Палчиште, општина Боговиње, починато лице го има на избирачкиот список. Толку за добриот избирачки список. На избирачките места во местната заедница Димитар Влахов во Битола, лице чиј идентитет им е познат на наблюдувачите на Цивил, носи луѓе на гласање во организирана операција. На избирачкото место 107 во Битолското училиште Стив Наумов, членовите на избирачките одбори немаат беџеви. На соседното место, избирачко место 108, едно лице кое било пријавено како болно и изнемоштено лице, не гласало вчера затоа што никој не дошол на домашната адреса. А на истото место, на истото избирачко место, гласач го заокружил и ливчето на сопругата. Семено и групно гласање, нели? На избирачкото место 78 во местната заедница Стевче Патако во Битола, член на избирачкиот одбор е постојано на телефон и ги известува структурите за излезноста, односно кој гласал, а кој не. На избирачкото место 2684.1 во Основното училиште Блаже Конески во Аеродром, само председателот на избирачкиот одбор носи бедж, а еден член на избирачкиот одбор истовремено и го проверува избирачкиот список и подава гласачки ливчиња. Огранокот на една партија во Ресен поднел приговор до Општинската изборна комисија дека билборд на кандидат кој го поддржуваат бил покриен со пропаганден материјал од друга политичка партија. Билбордот се наоѓа во центарот на градот пред општинската зграда. Од Општинската изборна комисија е препратен приговорот во Државната изборна комисија. Во Основното училиште 25. мај во
општина Газибаба, пред сите избирачки места, внатре во училиштето и низ ходниците се пуши, ходниците се исполнети со чадо, цигарите, нема знаци за забрането пушење, па предпоставуваме дека тоа и се искористува, исто како што политичките партии користат дупки во изборниот законник. На избирачкото место 2933 во основното училиште Панајот Гиновски во Бутел, председателката на ова избирачко место извикувала на самото место за гласање "Ајде, живот за сите". На избирачкото место 2289 во село Сушево, општина Штип, каде има 7 регистрирани гласачи, биле префрлени на избирачкото место 2284 во Три Чешми во Штип. Таму, на избирачкиот одбор, им снемало UV ламби, батерии за UV ламбите, па решиле подоцна самите да одат во продавници и да купат нови. На истите избирачки места 10 лица не гласале, бидејќи ги нема на избирачкиот список или им истекла важноста на личните карти. А во избирачкиот список стојат имиња на 4 починати лица. На избирачкото место 0093 во местна заедница Димитар Влахов во Битола, една граѓанка не достига на избирачкиот список. На тоа избирачко место 2 ливчиња се поништени бидејќи сопругот заокружил наместо сопругата, а случајот е пријавен во Државната изборна комисија. Само уште 4 извештаи и завршуваме со денешната пресконференција во 17 часот и 30 минути. На избирачкото место 107 кај Коле Лачето во Битола, наблюдувач на една партија има список и се јавува на телефон да известува со име и презиме кој дошол да гласа и кој треба да биде поканет да гласа. На избирачкото место 1720 во Централното основно училиште Никола Вапцаров во Струмица, гласач тврдел дека сопругата му е неписмена и помагал да гласа и покрај противењето на избирачкиот одбор. Спроти ова избирачко место се наоѓа штабна политичка партија, каде што во текот на целиот ден се собираат луѓе и се вршат одредени активности кои се на границата на дозволеното. На избирачкото место 1728 во детската градинка во Струмица, член на избирачкиот одбор не носи бедж, а на соседното избирачко место 1729 гласач не бил проверен со UV ламба. Пред избирачките места 1758, 59, 30 и 31 во Никола Карев во Струмица, училиштето Никола Карев во Струмица, е поставен билборд со ликот на еден од кандидатите. На избирачкото место 1722 во градинката Детска радост во Струмица, едно лице го нема во избирачкиот список. Тоа е прегледот на извештаите кои се обработени од аналитичкиот тим на Цивил Центар за слобода во 17 часот и 30 минути со извештаи кои се дојдени од теренот од претходната пресконференција во 12:30 до 15 минути пред да започне самата пресконференција. Доколку имате прашања, повелете, ако не, да ви соопштам само дека по затворањето на гласачките кутии ќе имаме една кратка пресконференција на која ќе дадеме пресек на изборниот ден, а во 21 часот имаме редовна панел дискусија со навистина интересни гости кои ќе ги анализираат изборниот ден и се разбира изборниот процес во целина. Меѓу другите говорници можеме да ги споменеме професорката Мирјана Најчевска и политичкиот аналитичар Зоран Иванов. Имате прашања? Океј, толку за сега. Се гледаме во 19 часот. Цивил медија.